Гледате Дневникот на Сител. Во студиото со вас Славица Арсова. Добро вечер и добре дојдовте. На почеток гледаме кои се вестите на денот. Законите за Safe City стасаа во собранието. Бројот на несреќи намален во првите денови од тест примената. Од утре СДСМ ќе пука бомби за наводните криминали и сделки на власта. Филипче формирал антикорупцијски тим, а на помош ја повика европската обвинителка Ковеши. Онлайн дуел на Груевски и Заев со меѓусебни обвинувања за криминал. Македонија трета во Европа пораст на БДП, вели министерката за финансии. Статистика објави 3,8% пораст на економијата. Бурата Бајрон предизвика катастрофални поплави во Грција, затворајќи училишта и поплавувајќи цели населени места. А во тема на денот за визијата за борба со корупцијата и постоењето или непостоењето на вистинска политичка волја да се направат промени, односно да се спречи криминалното и коруптивно однесување во општеството. Мој гостин на негово прво интервју, новиот претседател на Државната комисија за спречување на корупцијата Адем Чучуљ. Останете со нас, почнуваме со Дневник. Шест закони за системот Safe City денеска се испратени до собранието. Со нив треба да се регулира новата постапка на доставување казни преку пораки, висината на казните и други прашања без кои тест периодот не може да премине во ефективно функционирање. Според податоците од МВР, бројот на сообраќајни несреќи за кои е повикана полиција во првите 5 дена од тест периодот е намален за 25% споредено со истиот период минатиот месец. Најавуваат дека анализите ќе продолжат. Даниел Василев. Пакетот 6 закони кои се неопходни за да профункционира системот Safe City се испратени во собранието. За сега не е познато кои точно законски измени се испратени до законодавниот дом, но собраниски извори велат дека во моментот се работи на нив, па дополнително ќе бидат објавени за јавноста. Извори од МВР претходно за Сител кажаа дека потребни се измени на 5 закони. Законот за прекршоци, за безбедност во сообраќајот на патиштата, за извршување санкции, за возила и кривичниот законник. Од нив измените во Законот за безбедност во сообраќајот се веќе донесени, а измените во Законот за прекршоци се во процедура и се гласаат со двотретинско мнозинство. Собранието до нова година ќе мора да ги донесе овие законски измени за МВР да може во рок и официјално да го пушти системот Safe City, иако министерот Тошковски веќе кажа дека е можно негово пролонгирање за 1 месец со цел системот да биде комплетно подготвен, но и граѓаните да бидат информирани што точно ќе значи за нив. Уште во тест период, некои граѓани го гледаат Safe City како спорен. На електронската пошта на Уставниот суд доставена е иницијатива за поведување постапка. Во неа спорни се 5 точки кои главно се однесуваат на начинот на испраќање на опомените или казните кога системот ќе профункционира. Односно, тоа што МВР решило да собира телефонски броеви од возачите и казните да ги праќа преку SMS пораки. Но представката која е поднесена на електронската адреса не е официјална, бидејќи не се испочитувани правилата за тоа како се поднесува иницијатива до Уставен. Иницијатива на мејл не може да се третира како иницијатива. Секако, ако поднесат официјално, како што е предвидено со актот, судот тековно ќе постапи, велат од Уставниот суд. Во овој тест период, според известувањата од МВР, системот регистрира 4 вида на прекршоци: брзо возење, поминување на црвено, истечени сообраќајни и недозволено запирање и паркирање. Меѓутоа, во сите статистики кои ги испрати МВР досега изостануваат податоци за недозволено запирање и паркирање. Според најавите, во наредната фаза опсегот на прекршоци кои системот ќе ги регистрира ќе биде поголем, но засега без детали што се ќе следат камерите. Даниел Василев, Сител телевизија. Од утре СДСМ ќе пука бомби за наводните криминали и сделки на власта. Филипче формирал антикорупцијски тим, а на помош ја повика европската обвинителка Ковеши. Онлайн дуел на Груевски и Заев со меѓусебни обвинувања за криминал. СДСМ од утре почнува со објавување на бомби 2.0, како што најавува лидерот Филипче. Преку нови докази ќе се разобличуваат, како што тврди, коруптивните сделки и криминалните мрежи на актуелната власт. Партиски антикорупцијски тим, составен од правни експерти и млади активисти, ќе истражува случаи и ќе поднесува пријави, а Филипче побара поддршка од европската обвинителка Лаура Ковеши и италијанските антикорупционери. Од ВМРО ДПМН со остар одговор велат дека токму СДСМ е последната партија што може да држи лекции за корупција и дека акцијата е обид да се прикријат сопствените скандали.
СДСМ од утре започнува со објавување на нови бомби 2.0. Како што вели лидерот Филипче, преку докази и документи ќе се разобличуваат коруптивните сделки и криминалната мрежа на актуелната власт. Се формираше и тим во партијата, од експерти во областа на правото и млади активисти на СДСМ, кои ќе ги истражуваат скандалите на ВМРО ДПМН и ќе поднесуваат пријави. Што ќе работи овој антикорупцијски тим? Тоа што го гледаме овие денови. Ќе истражува скандали, ќе анализира документи, ќе ги презентира до јавноста, ќе ги разоткрива сите корупцијски шеми на оваа криминална власт, ќе поднесуваме соодветни пријави до национални и меѓународни институции. Филипче ја повика и европската обвинителка Лаура Ковеши да дојде во Македонија и лично да се запознае со малверзациите кои ги прави ВМРО ДПМН со европските фондови. Сите ќе вериши Лаура Ковеши испратија веднаш порака од новоформираниот антикорупцијски тим на СДСМ по изјавата на Филипче. Лидерот на СДСМ ќе бара помош и од италијанските антикорупционери кои се бореле со сицилијанската мафија. Ако Италија се справи со Коза Ностра, Македонија ќе се справи со мафијата на ВМРО ДПМН, вели Филипче. Се случи најголемата проневера на европски пари во Македонија и партфондовите, и тоа луѓе, членови на ВМРО ДПМН, луѓе блиски до премиерот Христијан Мицкоски. СДСМ ја повикува европската обвинителка Лаура Ковеши да ја посети Македонија. Лично да се запознае со малверзациите кои ВМРО ДПМН ги прави со европските фондови. Иронично е лидерот на СДСМ да зборува дека формирал антикорупцијски тим за борба со криминалот, кога токму од неговите редови извира криминалот во државава, почнувајќи од Зоран Заев, Артан Груби, Васко Ковачевски. СДС се последните кои имаат право да делат лекции за корупција, велат од ВМРО ДПМН. Кога Филипче зборува за честност, а Заев е се уште лидер во сенка на СДС, тоа е отворено подценување на граѓаните. СДС нема никаков кредибилитет да говори за борбата против корупција. Главниот извор на криминалот во државата се токму тие, нивните кадри, нивните мрежи и системот на злоупотреби и делови од обвинителството кои ги штитат. Денеска од владеачката партија повторно прашуваат дали 1,3 милиони евра од набавката на житото во 2022 завршиле во џебовите на Зоран Заев, Венко Филипче и Љупчо Николовски. Додека пак од СДСМ возвраќаат дека за време на нивното владење не се набавувала незаконски пченица и дека ВМРО ДПМН интензивно лаже додека краде од народот преку наместени тендери. Тамара Дичевска, Сител телевизија. Поранишните премиери Груевски и Заев повторно влегоа во стар судир на социјалните мрежи, разменувајќи меѓусебни обвинувања за корупција, лицемерие и бегство од одговорност. Груевски го обвини Заев дека, иако јавно ја поддржува Украина, преку фирми поврзани со него со години тргувал со ефтин руски челик во време на санкции. Додека Заев возврати дека од Русија капка вода не би зел и го повика Груевски да се соочи со правдата во Македонија. Оваа реторика е продолжение на долгогодишниот политички конфликт меѓу двајцата, кој почна со објавувањето на бомбите во 2015 година и судските процеси кои следеа. Екс-премиерите Груевски и Заев во вербална војна преку социјалните мрежи. Груевски преку Фејсбук го обвини Заев за дволичност, додека во јавноста се представува како силен поддржувач на Украина и западните политики, во позадина преку своји фирми. Со години купува ефтин челик од Русија, а со тоа според него индиректно придонесува за финансирање на руската економија во време на санкции. За време на владењето на СДСМ, Македонија донираше голема количина оружје за Украина, набавено од пари од буџетот на Македонија, кои се полни од дануците кои ги плаќаат сите граѓани. Но во позадина, Ербап европеецот спремен да прати туги деца на фронтот на големо во стотици милиони рубли, секој месец врши трговија со руско железо и челик, односно купува ефтино железо од Русија, чија цена е пониска заради силните западни санкции кон Русија и прави сделки во кои сите имаат заработка, и продавачите од Русија и купувачот фирма на Заев. Пишува Груевски, тврди дека Филипче знае за сите овие активности, а златна виза во Дубај добил не како лекар, туку како инвеститор со вложени над $550,000, средства за кои, како што вели, не може да се објасни потеклото со лекарска плата.
Заев жестоко му одговори: "Жедан да сум, Русија капка вода нема да ми даде, а камоли бизнис. Тебе навистина ти е досадно. Читам денеска си почнал и да се разубавуваш. Ти навистина не знаеш што да правиш со самиот себе. Да ја одлежеше казната и да покажеше достоинство кон народот на Македонија. Денеска можеше од тука од Македонија да зборуваш пред нашата јавност. Наместо од бегство да пишуваш епопеи за кои тука се тера мајтап, дека никој не може и не сака да ти ги дочита до крај. За разлика од тебе кој што се капеш во украдените пари на граѓаните на Македонија, јас достоинствено работам и своето време и натаму ќе го трошам на работа. За крај, се надевам и верувам дека ќе дојде денот кога ќе се појавиш во Македонија, а добро знаеш каде ќе треба директно да одиш, му возврати Заев. Острата реторика помеѓу двајцата поранешни премиери трае од 2015-та, кога Заев почна со објавувањето на така наречените бомби кои резултираа со формирањето на специјалното јавно обвинителство, што на Груевски му донесе повеќе обвиненија за злоупотреби на позицијата премиер. Деспина Тодоровска, Сител телевизија. СДСМ обвинува дека власта подготвува предвремени парламентарни избори напролет, тврдејќи дека премиерот Мицкоски ги следи политичките стратегии на лидерите во Србија и Унгарија. Од владеачката партија ги отфрлаат ваквите тврдења, уверувајќи дека доколку нема поголеми политички турбуленции, редовните избори ќе се одржат во 2028. Додека двете партии јавно полемизираат околу можна изборна трка, паралелно почнуваат и внатрепартиски реформи со најави за кадровски промени и освежување на раководството. Опозицијската СДСМ тврди дека власта планира предвремени избори напролет и тоа поради политичката поврзаност на премиерот Мицкоски со политиките на српскиот премиер Вучик и унгарскиот Орбан, кои исто така за напролет планирале избори како дел од нивните интерни тактики за одржување на власт. Во исто време, објавува и лажни анкети за рейтингот на партиите. Само неколку часа предходно во Србија, Вучик најавува избори. Вчера започна реконструкцијата на владата на јавноста одамна познат како обично шминкање, модел кој Вучик го користи со години. По реконструкцијата со неколку чудни дополнителни објаснувања следат најави за избори и нивно распишување, коментираат од СДСМ. Наспроти тврдењата на СДСМ, Мицкоски вчера брифираше дека доколку не дојде до некаква поголема политичка или општествена промена, следните избори ќе бидат редовните за 28 година. И покрај високиот рейтинг на ВМРО-ДПМН на интерните анкети, тој отфрли идејата за предвремени парламентарни избори напролет, бидејќи 2026 е битна и за реформската агенда, но и за макроекономската стабилност на државата. Од ВМРО-ДПМН пак денеска коментираат дека ако СДСМ и Филипче се сигурни во поддршката од граѓаните, веднаш може да поднесат барање во парламентот за распуштање на собранието. Доколку СДС смета дека анкетите во кои тие се четврта, петта партија во Македонија не се точни и дека имаат поголема доверба од народот, нека повелат уште утре нека поднесат барање за предвремени парламентарни избори. Во тотална безидејност со лоши соопштенија кои вештачката интелигенција им ги пишува, бидејќи очигледно вистинската интелигенција ја не имаат на бихачка, тонат во жива кал. СДСМ треба да се реформира од луѓето кои им ја водат партијата, начело со Филипче, а во сенка на Заев возвраќаат од ВМРО-ДПМН. Додека јавно коментираат предвремени избори, двете партии по локалните избори најавија внатрепартиски промени. По извршената анализа, Филипче во вторникот побара оставка од целиот извршен одбор, подпредседателите и секретарите во партијата и најави нови кадри во врвот на СДСМ. Сепак тој најави дека ќе задржи и дел од сегашните кадри, па така Александар Трајановски се уште го планира за подпредседател. Останатите партиски функционери се уште не се договорени. Интензивно работам јас на тоа поле, изминатите денови бројни состаноци, бројни координации, така да во следните 2 недели целокупниот процес ќе биде завршен. Мицкоски пак вчера брифираше дека планира пролетно партиско освежување на раководството на ВМРО-ДПМН, но и реконструкција на владиниот кабинет што го води. Анализата кој ќе остане во извршниот комитет на партијата, дали ќе има партиски подпредседатели, но и кои министри треба да заминат или пак кои ресори треба да се променат, ќе ги прави по утрешниот партиски конгрес, а процесот треба целосно да заврши кон крајот на март и почетокот на април. Катерина Нешкова, Сител телевизија.
Овара Струга поднесе барање за поведување прекршочна постапка против општина Струга и против градоначалникот Менди Ќура поради непочитување на законот за употреба на знамињата на заедниците, соопшти Министерството за внатрешни работи. Според МВР, на настанот по повод денот на албанското знаме, одржан на 28 ноември на улицата Маршал Тито, организаторите не го истакнале државното знаме на Република Македонија, иако тоа било законска обврска. Премиерот Мицкоски информираше дека лично му испратил порака на градоначалникот Ќура, изразувајќи разочарување што македонското знаме не било поставено на бината и долшкејот на Црн Дрим. Мицкоски изјави дека Ќура го уверувал дека таквата пракса се повторувала низ годините, но премиерот тоа го демантираше. Според Мицковски, градоначалникот пропуштил да покаже надпартиски пристап и да биде градоначалник на сите граѓани. Тој додаде дека не очекува советниците на ВМРО ДПМН во Општинскиот совет да ја поддржат работата на Ќура, оценувајќи дека ова е лош почеток и дека втора шанса за прв печаток нема. А во тема на денот, прв печаток од новиот председател на Државната комисија за спречување на корупцијата Адем Чучулј. Добро вечер и ви благодарам што оваа вечер сте во тема на денот. Добро вечер, ви благодарам на поканата и поздрав до вашите гледачи. Вчера дадовте свечената заклетва во собранието со што официјално ја преземавте функцијата. Со оглед на тоа што изминатите 2 години бевте генерален секретар во ДКСК, 19 години сте во оваа институција, успеавте ли да ја промените канцеларијата од генерален секретар во председател? Морам да признам, се уште не. Јас континуирано се чувствувам како дел од секретаријатот. Мојот избор и мене ме изненади, морам да ви кажам. Јас сум 20 години во државната администрација и секогаш сум се залагал за мерит систем во јавната администрација, бидејќи само со промовирање на професионалните кадри ќе успееме да изградиме професионална јавна администрација која ќе може да се сноси со реформите кои ги бара пристапот кон европското семејство. Во последниве 2 години, значи од кога бев избран за генерален секретар, а и сега со изборот за председател на ДКСК, почувствував дека и во држава се можни промени на моја лична кожа и се надевам дека ќе продолжи тој тренд и во иднина. Бевте избран со 82 гласа за во собранието од целиот спектар на политички представници, едногласно практично од сите присутни во собраниската сала, што не е вообичаена практика за Македонија. Како го доживувате тоа, како силна поддршка или можеби дури како притисок и преголеми очекувања од тоа што вие може да испорачате? Па и едното и другото. Од една страна сум изненаден и благодарен за поддршката, од друга страна го чувствувам како и морална и професионална одговорност да се посветам и да придонесам таа доверба да ја оправдам со мојата работа. Така, рековме дел сте од ДКСК долго време, меѓутоа комисијата ја потресе еден скандал практично кој што доведе до испразнување на председателското место на кое вие доаѓате. Имате ли механизам да гарантирате дека таква злоупотреба повеќе во рамки на институцијата нема да се случи? Механизмите се јасни, значи имаме закон за спречување на корупција и други закони по кои постапуваме. Имаме деловник за работа, етички норми, стандарди, процедури за работа. Прашањето за некакво однесување спротивно на тие принципи е прашање на лична одговорност и интегритет. Ценам дека во комисијата работи професионална екипа, како во комисијата, така и во секретаријатот, и сметам дека било каква, односно постапување спротивно од предвидените пропишаните стандарди е лична одговорност и прашање на личен интегритет. Сметате ли сепак дека има потреба да се ревидираат, преиспитаат оние предмети кои ги работела претходната председателка од нивното распоредување до одлуките кои биле донесени? Тоа прашање немам дилеми дека не треба да се отвори од причина што процедурите за донесување на одлуки се јасни. Значи, комисијата согласно законот и согласно деловникот за работа е колективно тело и донесува одлуки со мнозинство гласови. Како што отвара предмети врз основа на мнозинство, така и донесува одлуки, односно расправа по прибраните документи и утврдува фактичка состојба. Сите одлуки на комисијата се донесуваат на јавни седници согласно законот и истите се објавуваат на веб страницата. Сите одлуки се донесени со мнозинство и во мандатот на претходната председателка, така да во тој дел нема дилеми дека нема простор за злоупотреба. Дополнително во однос на распределбата на предметите, уште постеснето е влијанието на било кој во комисијата од причина што согласно деловникот предметите се распределуваат електронски
врз основа на принцип на ротација, токму предходната председателка го смени начинот на распределба во позитивна смисла, не по азбучен ред како што беше, туку по случаен избор. Значи системот ги распределува предметите, не постои можност за никакво влијание на председателот во тој дел. И ќе го задржите тој систем на функционирање. Би сакала, господине Чучул, да проговориме малку околу вашата визија и за институцијата, но и за она клучно прашање и главниот проблем кој го имаме, тоа е борбата со корупцијата. На свечината заклетва рековте барате отчетност, поголема отчетност од сите институции. Кои институции според вас најмногу ја избегнуваат таа отчетност? Прашањето за отчетност е двојно. Едното е на индивидуално ниво, значи на ниво на носители на јавни функции, и второто е институционална одговорност како орган на државната управа или државна институција. Прашањето за личната одговорност, односно отчетност, повеќе го гледам од аспект на пријавување на имотната состојба и интересите. Сите, како што знаете, функционери се обврзани да доставуваат податоци за нивната имотна состојба и интереси, а ние како комисија ќе се залагаме неселективно да постапуваме во тој дел и да ги санкционираме сите случаи каде што има ќе детектираме дека некој од функционер не пријавил имотна состојба и интерес. Истото и во однос на регистарот на избрани и именувани лица. Тоа е една одлична алатка за спречување конфликт на интерес и кумулација на функции. Институциите кои вршат избор и именување на лице се обврзани до нас да доставуваат податоци за лицата во рок од 15 дена. Таа алатка придонесува јавноста да има увид дали некој врши 2 или 3 функции и дали има некој интерес што се коси со неговиот приватен интерес. Односно да има приватен интерес што се коси со неговиот јавен интерес. Ние како комисија уште еднаш упатуваме апел до сите раководни лица во институциите кои вршат избори и именувања да ја исполнуваат законската обврска да доставуваат податоци во регистарот. Во спротивно, предвидени се прекршени санкции и за секоја изречена санкција редовно ќе информираме јавноста. Рековте дека ќе ја зголемите проактивноста во проверката на имотната состојба. Може ли да се унапреди тој систем, модел на имотни листови, тие да станат подетални, да бидат споредливи, дигитално проверливи? Тоа се насоки кои, впрочем, ги има дадено и Европската комисија и Греко. Едно од клучните забелешки и во минатиот состав на комисијата и во овој е недоволната, односно недоволно длабинска испитување на имотна состојба на избраните и именуваните лица. Исто тоа е препорака на Греко во секој извештај. Во минатото беше за пратеници, судија, обвинители, сега повторно е нагласена таа димензија од нашето постапување. Таму имаме чиста надлежност. Значи, надлежноста е случува на ДКСК, согласно законот сите избрани именувани лица поднесуваат податоци за имотот, нивниот имот и имотот, интересите на членови на нивното семејство, а наша обврска е сите да ги проверуваме. Имаме направено софтверско решение со подршка на ИПА проектот на Европската комисија. Во фаза сме на надградба на истото, поврзани сме со бази на податоци на 5 државни институции, согласно законот треба да бидеме поврзани со вкупно 17. Во однос на... Зошто тоа не е направено? Имате информација? Имам информација, бидејќи непосредно учествува во целиот тек на изработка на софтверското решение, односно од аспект на мојата професионална ангажираност за следење на имотната состојба и непосредно бев вклучен во давање на предлози како да се унапреди, односно во која насока да се изгради софтверското решение. Проблемот е од една страна некомпатибилните бази на податоци, од друга страна немањето соодветни бази во одредени институции. Пример, од катастарот ние добиваме податоци за имотот на лицата, но тој имот што е во моментот. Промените... Историјатот самиот катастар го нема. Многу е важен историјатот во проверката. Во однос на МВР сме солидно поврзани во делот на возила и оружје. Од Централниот депозитар добиваме податоци за фирмите, од Централен регистар за харти од вредност добиваме податоци за обврзници, акции и други харти од вредност и од Управата за јавни приходи добиваме во делот на годишни даночни пријави.
со банките во однос на софтверското решение работиме на поврзување со банките за електронско доставување преку софтверското решение. Во моментот имаме склучено меморандум со 5 банки, треба уште со 7 да склучиме и согласно новиот типа проект до 2028 планирано е целосно поврзување. Тендерите од страна на Европската унија се во тек, но има дел кој што треба самата држава да го исполни. Очекуваме поддршка од владата преку соодветни буџетски средства. Она што е значено дека поврзани сте со 5, треба со 17, но не се работи за некои субјективни фактори, односно да не сакаат институциите да дадат пристап на антикорупционерите во базите со кои тие располагаат, туку повеќе се работи за техничко надградување на системите, после кое ќе можете да проверувате на повеќе платформи информации за судири на интереси, имоти и така натаму. Има волја меѓу институциите, имаме одлична соработка со сите институции, но повеќе се прашања од технички аспект. Еве со службен весник. Службен весник нема соодветна база, колку што тоа разговаравме, а од исклучително значајно би ни било ние да добиваме овие податоци што ги спомнав за регистарот, кој е избран на функција, да може автоматски да се преземат. Ние чекаме институциите да ни дадат преку регистарот. И тоа е тешко да се следи колку се вкупно именување на дневно, месечно, годишно ниво. Ако се операционализираме и дигитализираме, ние во секој момент ќе знаеме колку функционери имаме, колку е исполниле обврската за пријавување имотна состојба, колку имаат кумулација на функција. Системот, идејата е да има црвени знаменца, веднаш да детектира дека некој врши друга функција, што е спротивна со таа што е врши, односно не компатибилна. Такви решенија постојат во развиените европски земји. Естонија, Литванија се примери држави со изброј на население што се дигитализирани. Дигитализацијата е впрочем значаен фактор за спречување на корупцијата. Да, дигитализацијата ни е во зачеток во многу области, вклучително и оваа која вие работите. Најавивте дека приоритет ќе биде транспарентноста. Што е тоа што планирате да го направите достапно за јавноста, кој во моментов не е? Вака, мој впечаток дека ДКСК е транспарентна институција. Морам да го кажам тоа. Од аспект на гледиште човек кој работи непосредно. Јас минатите 4 години работев на односите со јавноста во комисијата. Нашите седници согласно законот јавни, нема друга институција што редовно ги пратат седниците новинарите. Имаме на секоја седница имаме точка на дневен ред прашања и предлози, на кои им даваме можност на новинарите да постават прашања до комисијата. Тоа се еден вид пресконференции. Тоа што треба да го направиме во идниот период и ќе го направиме, одржување брифинзи со новинарите. После една или две седници да свикаме брифинг или со некој конкретен новинар на одредена тема, да ги презентираме сработените предмети. Значи, повторно ќе кажам, комисијата и покрај одреден период што се случи нестабилноста во самата комисија, работеше постојано, продуцираше предмети, но потребата е за тие предмети да се пренесе во јавноста што е сработено, што е детектирано и во секој случај да се внимава на пресумпцијата на невиност. Транспарентноста да не се коси со принципот на пресумпција на невиност. Да, тоа секако, но ќе се служите дека во јавноста постои поголема глад за ефекти од сработеното на антикорупцијската комисија, од тоа што во моментов се добива како резултати и делумно веројатно и заради транспарентноста, но веројатно нарушувањето на имиџот во изминатиот период си го направи своето. Имате тешка задача тој имиџ да го подобрите на целокупниот состав на комисија. Во однос на транспарентноста, со поддршка на нашите партнери од Европската Унија, работиме на изготвување на нова стратегија за односи со јавноста, со експертска поддршка, детектирани се слабостите во комуникацијата и се надеваме како председател наскоро ќе имаме новата стратегија и ќе ни понуди канали и алатки за подобра комуникација со јавноста. Добра, Европската комисија во својот извештај оцени дека ДКСК има ограничено влијание и побара конкретни резултати во случај на висока корупција. Како ќе го имате ли прво волја, имате ли капацитет за да испорачате резултати, како ќе го промените тој впечаток за ДКСК? Јасни се насоките на Европската комисија и конкретно кон нашата институција. Проактивноста е гледам во
пак ќе речам, во комуникација со јавноста, приоритизација на предметите. Комисијата има огромен број предмети. Ние на дневно ниво 10-15 пријави добиваме. Исто така секојдневно слушаме по медиумите некои информации за можна корупција. Значи потребна е приоритизација, да имаме проактивност во делот на оформување предмети по сопствена иницијатива, што се ранливи на корупција, односно за кои јавноста очекува резултати. Но од друга страна да не станеме алатка за политичка пресметка. Добро, еве во тој контекст опозицијата најави дека од утре ќе објавува скандали поврзани со работењето на власта, така наречени бомби втор дел. Ќе имате ли капацитет тоа да го следите и да отварате предмети за да се провери веродостојноста, затоа што тие практично најави антикорупцијски тим кој ви е паралелна антикорупцијска комисија само во политичка партија. Денеска прочитав интересен наслов во таа насока на еден портал дека антикорупцијската комисија добива конкуренција. Ние поздравуваме секоја иницијатива, било од политичка партија, од здружение на граѓани, од медиуми, за борба против корупцијата. Ние во секој случај ќе ги следиме сите јавни настапи, било на медиумите, опозицијата, власта, од било која страна и секаде каде што имаме основ за наше постапување, ќе постапуваме. Но секогаш треба да се има предвид. ДКСК е превентивно тело, капацитетите на ДКСК се ограничени во делот на истрагата, ние во нашиот дел секогаш постапуваме, отворени сме за соработуваме со другите тела на полето на борбата против корупцијата, пред се со јавното обвинителство, финансиската полиција, ДЗР, управата за финансиско разузнавање и со другите. Да, имаше Европската унија критика и за слабата координација на институциите во делот на истрагите, МВР, финансиска, УЈП. Статистички се покажува дека јавното обвинителство не отвара голем број на предмети базирани на иницијативите од антикорупционерите. Какви се вашите очекувања тука? Може ли да се подобри ефектот од она што вие го работите? Моја оценка е дека во изминатите неколку години соработката со јавното обвинителство е многу добра. Значи една оценка многу добар 4 би дал, оставам простор да биде 5. Значи, имаме склучено меморандум за соработка, комуницираме во однос на нашите иницијативи непосредно преку лица за комуникација, значи не одиме класично како порано со хартија, цело време сме во постојана комуникација. Исклучително е важна соработката и со финансовата полиција и со јавното обвинителство, имајќи ги во превид ограничените капацитети на сите овие институции. Најважно од се да не се поклопуваме во работата. За еден предмет, односно за еден корупцијски случај, да постапуваме сите три институции истовремено. Оттаму неопходна е заедничка координација и заеднички фронт во борбата против корупција. Рековте дека ќе направите некаква приоритизација на предметите, бидејќи имате многу. Јас конкретни предмети нема да ве прашувам со оглед на тоа што практично уште канцеларијата ја немате променето, но тоа сигурно во следниот период ќе следува како прашање. Но кои предмети со висок јавен интерес сметате дека треба да се најдат највисоко на агендата по целово комплетирање на составот на ДКСК? Тоа што го кажав и претходно, значи предмети сензитивни за јавноста, кај што имаме наводи, односно сомненија за трошење големи финансиски средства, јавни набавки, инфраструктурни објекти, кумулација на функции, судир на интереси, но судир на интереси на високо ниво. Имаме често во медиумите такви случаи кои што ние добиваме за истите пријави и постапуваме. Приоритизацијата е важна, да не оставиме печаток дека некој предмет што е важен за јавноста ние не постапуваме по истиот. Мора да има приоритизација, голем број предмети, ограничени капацитети. Приоритизацијата во таа насока е важна. За крај, постои ли според вас во Македонија вистинска политичка волја за справување со корупцијата? Тоа ни е страшно горливо прашање. Имаме системска корупција која за жал придонесува да се случуваат огромни трагедии како што беше последниот случај со Кучани. Препознавате ли дека има таква волја во општеството и кај власта и кај сите чинители? Често го користиме зборот системска корупција, што е вистина во пракса. Неколку настани, како што беше случајот со Кочани, покажа дека тоа не е резултат на индивидуална одговорност, туку системска корупција.
волјата декларативна ја имаме, секој ден ја повторуваме. Еве во моментов имаме реформска агенда. Судскиот совет пред 2 дена усвои програма за превенција за корупција. Работиме на национална стратегија за борба против корупција и судир на интереси. Сите тие документи ќе дадат основа да изградиме систем отпорен на корупцијата. Проблемот е декларираната волја за борба против корупцијата да ја преточиме во пракса. Од причина што граѓаните да го почувствуваат тоа. Слушаат секој ден борба против корупција, но во реалниот живот се соочуваат со корупцијата. Значи, најважно од се да има одговорност. Најважна одговорност е во старт овие стратегии кои ќе ги донесеме да се детектира зошто не ги спроведуваме. Претходната наша национална стратегија која е сега се уште активна, до минатата година заклучно со 2024 31% вкупно, за 2024 година 18%. Стратегија изготвена во инклузивен процес. Тие што треба да ја спроведува учествувале во изготвувањето на истата. Сега работиме на нова стратегија која што ќе биде поконцизна, само со 7 сектори кои што се најранливи на корупцијата, за кои што проценивме дека се најранливи на корупцијата, со конкретни мерки и ќе биде прва национална стратегија каде што ќе имаме и јавна дебата после нејзиното која ќе биде во нацрт верзија, каде што ќе може и експертска јавност и научна јавност да даде коментари и на крај ќе имаме проценка на финансиските импликации. Идејата е преку таква стратегија да создадеме систем отпорен на корупција. Декларативна волја постои, само треба поголема волја да спроведеме во пракса тоа што сме го договориле. Кога ја споменавте стратегијата, нека биде ова финално во тие 7 сектори кои се топ 3 најранливи на корупција кои веќе сте ги детектирали? Вака се работи за 7 сектори, ако има време ќе ги спомнам сите, значи 2 се хоризонтални и 5 се вертикални. Јавните набавки секогаш се органите за спроведување на законот, тие 2 се хоризонтални, вертикалните се правосудството, здравството, транспорт, инфраструктурни објекти, урбанизмот и животна средина и енергетика. Значи, за тие оценивме дека во моментот се најранливи на корупција и треба таму да детектираме мерки. Претходната имаше 13 сектори, се распленивме многу, затоа идејата е сега да биде поконцизна, со применливи мерки, да реализацијата да биде успешна. Да се надеваме дека така ќе биде, дека нема да биде уште една од многуте стратегии, не само во ДКСК, генерално кои што се донесуваат, а не се спроведуваат во целост. Господине Чучул, благодарам за вечерашното гостување и успех во работата. Ќе има ли 1 час плюс ефтина дневна тарифа на струјата? Што покажа анализата на регулаторна? Во вестите во 21. Пораст на бруто домашниот производ за 3,8% регистрираше статистиката, а Министерката за финансии вели дека со ова сме во топ 3 држави во Европа според растот. Раст на економијата од 3,8% во третиот квартал, објави статистиката. Пораст е регистриран во сите сектори, а најголем на 30% е забележан кај бруто инвестициите. Градежништвото растело со стапки на 20%. Министерката за финансии задоволна од бројките. Со ваков раст на бруто домашниот производ, Македонија е трета во Европа, а најдобра во регионот. Главниот двигател на растот во третото тромесечие бреа бруто инвестициите, кои се зголемија за исклучително високи 30,6%. Пред се како резултат на силниот раст на инвестициите во основни средства. Со ова од аспект на инвестиции, ова тромесечие е едно од најуспешните од кога се мери економската активност во земјата. Важен придонес кон растот на инвестициите имаше и силната посветеност на владата на капиталните инвестиции и оптимизацијата на нивните трошоци. Забрзана динамика во реализација на инфраструктурните проекти се очекува и во последниот квартал од годината. Според Кочовска, за тоа ќе придонесе и задржувањето на стапката од 5 наместо 18% на ДДВ-то при купување нов стан. Инаку статистиката регистрира намалување кај финалната потрошувачка во третиот во споредба со вториот квартал, како и кај извозот на стоки и услуги. Во истиот период порасна увозот на стоки.
Овие податоци се уште поголем поттик за целата влада да продолжиме да работиме со уште позасилено темпо, за да овозможиме повисоки стапки на економски раст, што носи до повисок животен стандард на граѓаните. Според сезонските и прилагодени податоци пак, како што пресметува Евростат, економијата во третиот квартал реално пораснала за 3,6%. Наташа Мерсовска, Сител телевизија. Регулаторната комисија за енергетика од 1 јануари го намалува надоместокот за пренос и дистрибуција на струја за нешто над 1%, но конечната цена за граѓаните ќе зависи од одлуката на Ивана Хоум, која се очекува следната недела. Упно во делот каде што има влијание регулаторната комисија за енергетика, влијанието врз крајната цена е 37% и овие намалувања ќе доведат понатака, ќе бидат пресметани при определувањето на цената на универзалниот снабдувач за домаќинствата и за малите потрошувачи. Во просек, влијанието е, ако ние регулираме тоа што влијаеме ние на крајната цена е 37%, некаде тоа влијание наше е околу 1%, помеѓу 1 и 1,2%.